Додека низ Македонија периодов расте бројот на заболени од мали сипаници, на подрачјето на Гостивар состојбата е стабилна. Во 2012-2013, како и од почетокот на оваа година, не е регистриран ниту еден случај на морбили. Од епидемиолошкото одделение оценуваат дека тоа се должи на високиот процент на опфатност со вакцина. Тоа, можам слободно да кажам, се должи на високиот опфат на вакцинирани деца со оваа вакцина, кој што изнесува од 95 нагоре, односно измеѓу 95 и 97%. Секако дека не постои вакцинираност со 100%, секако дека има и некои случаи кои што не се вакцинирани, меѓутоа службите за вакцинација, како и епидемиолошкото одделение при Центарот за јавно здравје Тетово, подрачна единица Гостивар, работи на откривање на оние деца кои што не се вакцинирани, кои што се ново откриени или пак на деца кои што се непотполно вакцинирани, примиле една или втора доза или не примиле ревакцинација. Во Скопје епидемија на мали сипаници беше прогласена минатиот месец и досега се заболени над 60 лица. Вакцината е единствениот начин за заштита од морбили, вели Огњановски. Првата доза на вакцината се дава на 13 месеци, а втората на 6 години. Она што се случува во Скопскиот регион и епидемијата од овчите сипаници, од малите сипаници, покажува дека најголемиот број од тие заболени деца се невакцинирани, само мал број се лица кои што се вакцинирани со една или друга доза, значи само вакцинацијата, само мртва вакцината може да обезбеди сигурна заштита од оваа заразна болест. Првите симптоми на мали сипаници се слични како на грип, зголемена телесна температура, кашлање, течење на носота, може да се јават повраќање и диареја. На крајот се појавува осип, кој постепено се спушта од лицето кон долните екстремитети. Осипот постепено исчезнува од 5 до 7 дена. Пациентите кои што прележале морбили се здобиваат со траен имунитет што ги штити во текот на целиот живот.